Македонија во очекување на големо невреме, дали ги алармираше институциите, кризниот штаб на терен, на Плачковица, евакуација на едно село. Комисијата за случајот со починатото девојче цел ден ја скринира документацијата. Превентивно се направени целосни дезинфекции на училиштето и одделот за интензивна нега на инфективната клиника. Имали пропуст во лекувањето. Прекинува штрајкот и продолжување на социјалниот диалог, побараат членови на СОМ во интерес на учениците. Што значи именувањето на Македонија со уставното име во документот на Европската комисија? Праќа ви порака Брисел преку Скопје до Атина. Побоски нема да чека, веќе побара средба со Козмес. Истерувачи на ѓаволи во Македонија, параат регистрација на црква, сурови очи. Как да не? И лица со титули, доктори и магистри на науки. Добро вечер, професорите на Универзитетот Свети Кирил и Методи покренаа иницијатива за измени и носење на нов закон за високо образование. Тие преку Сенатот на Универзитетот това барање го поставиле до Министерството за образование, бараат иницијирање на сеопфатна расправа од која би произлегол предлог за нов закон за високо образование. Нов закон за високо образование. Ова го бараат професорите преку Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи од министерот за образование Абдулаким Адеми. На денешниот универзитетски сенат едногласно 70 професори донеле одлука да се потегне иницијатива за негово менување и дополнување. Целта е поквалитетно образование, компатибилно со европското, зачувување и развивање на националниот, интелектуален и научен потенцијал. Во писмото до МОН се вели: во најпосможен рок да инициирате расправа со наставниците, студентите и сите релевантни чинители во процесот на високото образование, заради сеопфатна, стручна и темелна анализа од која ќе произлезе предлог за промени, односно нов закон за високото образование. Според информации на Сител, предлогот веќе сериозно се разгледува во Министерството за образование. Формирана е и работна група која врши проценка, но и стратегија за унапредување на образовниот процес. Повратна информација Скопскиот универзитет се очекува да добие уште вечерва. Инаку, по носење на пакетот закони во образованието, истиот добија подписи од председателот на државава. Иванов ги подпише указите, но добил уверување од Министерството дека тој ќе подлежи на стручна расправа, пошто ќе произлезе целосно нов закон за високо образование. А информацијата назад до универзитетот пристигна пред малку. Според сообщението на Министерството за образование се остава простор за разговори. Министерството за образование и наука е секогаш отворено за диалог и за аргументирани идеи кои значат напредување на високото образование и понатамошни реформи кои ќе бидат од интерес на сите чинители во образовниот процес. Министерството, како што веќе претходно беше јавно истакнато од наша страна, е подготвено во следниот период да организира процес на сеопфатна, стручна и темелна анализа со сите субјекти во оваа сфера, како и разгледување на најдобрите практики и искуства во оваа сфера, процес од кој би можеле да произлезат предлози за реформи и подобрување на високото образование. Веруваме дека понатамошното унапредување на квалитетот на високото образование е темелна пределба на сите нас и истакнуваме дека предлогот на Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи го оцениме како конструктивен, стои во соопштението на Министерството за образование. Државниот долг намален за над 93 милиони евра. На крајот на 2014 изнесуваше 38% од БДП. За кои ТВ канали кабелските оператори имаат лиценца, а кои се пренесувани незаконски? Гледаш тата? Пара почитување на законите. Сите бизнис вестите се ведат. Што го нема национална? Комисијата која го испитува случајот со починатото 12 годишно девојче цел ден ја скенираше документацијата. Превентивно направени се целосни дезинфекции на училиштето и на инфективната клиника. А од што умрело, тата? Сања Димитровска. Која е причината за брзата смрт на 12 годишното девојче, кој вчера утрото почина на клиниката за инфективни болести? Формираната комисија од Министерството за здравство цел ден ја проверува медицинската документација кај матичниот лекари од инфективна. Скопскиот центар за јавно здравје пак синоќа и денес ги дезинфецира училиштето каде учело девојчето и одделот за интензивна нега на клиниката за инфективни болести. Според податоците што ги добиле од класната раководителка, девојчето последен пат било на училиште на 23 јануари. Матичниот лекар го посетиле на 27, заедно со помалата сестра која исто така била болна. Дадени се пакизот за изготвување на анализа на двете деца, пошто двете деца били домна на преглед. Меѓутоа, починатото дете, он било да даде крв, додека
резултатите значи се негативни. Од училиштето не пријавиле отсуство на деца, ниту пак заболени со слични симптоми. Од Скопскиот центар за јавно здравје вела дека ги преземаат сите неопходни мерки согласно законот. Ќе следиме понатаму состојбата, редовноста на овакво, дали мерките што се наложени, да кажеме, се спроведуваат според изјавата на класниот раководител кој разговарал со мајката, значи се случувало за многу кратко време. На 28 вечерта 12-годишното девојче во многу тешка состојба било хоспитализирано неинфективна, со температура под нормалната и во колапс. И покрај 4-часовните обиди на дежурните лекари да го спасат, девојчето починало. Семејството одбило обдукција, иако според правилата клиниката за инфективни болести е должна да ја направи таа процедура во случај да станува збор за заразно заболување. Комисијата треба да открие дали е направен пропуст и има ли задоцнато лекување кај девојчето. Македонија се наоѓа во портокалова фаза, предупредување за опасност од ново невреме со силни ветрови и поројни дождови. Состојбата за сега е мирна, но за најавените врнежи и превентивните мерки, Иван Кузмановски во живо од Штипско, каде веќе денеска превентивно беше направена и првата евакуација. Иван Довојче, каква е состојбата во моментов? Првиот ветрот го намалува својот интензитет во Штипско, но велат кога ќе стигне ветрот доаѓа доша, токму тоа е она што ги плаши жителите на источниот регион со оглед на тоа дека во минато неделното невреме тие претрпеа огромни штети од поплавите. Меѓутоа изминатата недела општинските власти и јавните комунални предпријатија работат на санирање